Градинките и училиштата вријат од бактерии и вируси. Преполовени групи и полни редици пред амбулантите. Вакво нешто не сме виделе одамна, сведочат нашите извори. Очекувано е, коментираат докторите, живеењето во стерилни услови, стравото зарази и последиците од пандемијата наметна нов начин на живот, а данокот го плаќаат децата. Тоа што го гледаме е всушност последица на така наречен направен имунитетен долг. Беа држани во стаклено звоно, па нема можност ни да стапат во контакт со вообичаени респираторни вируси, и не само респираторни, туку и цревни и други. И дечињава останаа осиромашени, ускратени од тоа нивниот имунолошки систем да се поттикнува онака како што е вообичаено кога дете ќе се роди. Затоа што во првите 2 години се јакне, се гради цврст имунолошки систем, тогаш се поставуваат темелите, потоа понатаму се е надградба само. Нашиот имун систем се гради преку постојан контакт со микроорганизми. Колку почесто се изложуваме на бактерии и вируси, толку поцврз нашиот имунолошки систем станува. Потребна интеракција, а не изолација, објаснува Даниловски. Има една мисла, вели, здравјето е во нечистотијата. Оставете ги децата во као, оставете, не се тресете над нив. Не инсистирате постојано раце да мијат. Се разбира, сега некој да не ме свати погрешно. После одење во тоалет, секако дека тоа мора да се направи. Но едноставно, навистина во нечистотијата, во каота, нема патогени микроорганизми. Има сапрофитни, оние кои што не предизвикуваат болест, а кои што сепак во контакт со организмот, било ако се вдишат или се проголтаат, предизвикува реакција на имунолошкиот систем и негово стимулирање и јакнење. Освен ваквиот начин на јакнење и градење на имунитет, новороденчето од мајката добива така наречен пасивен имунитет преку мајчиното млеко. Мајката така го пренесува имунитетот кој што го стекнала во текот на нејзиниот живот. За време на пандемијата, цели бременности беа носени во изолација, па така, на овие бебиња дополнително им беше скратен дел од така наречениот пасивен имунитет.